Наградата за животно дело, златна плакета по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, се доделува на митрополит Преспанско-Пелагонески и администратор австралиско-новозеландски господин Петар за огромна ревност и одданост за верата, кој секогаш стоел и стои на браникот на националните интереси на нашата држава Македонија и православниот народ во неа. Со својата посветеност кон православната вера и со својата скромност како човек, но ревност кон создавање и збогатување на заедницата со нови православни храмови во Пелагонискиот регион и во Австралиско-новозеландската епархија, почитувајќи го македонскиот идентитет, културното и духовното богатство, митрополитот господин Петар одмерено, достоинствено и советодавно максимално се вложува во негување на верата и македонската духовност и идентитет. На иницијатива на владиката Петар и со негов благослов, Прилеп доби заштитник, светец, Свети Никола. А со несебично донаторство на Прилепскиот еснав во периодот од 2006 до 2016 се изградија повеќе цркви за прилепските верници. Со неуморна работа и соработка со верниците, како мудар духовник, близок и непосреден со верниците, не штедејќи се себе си, активно и смело се залага за зачувување на градбите, архитектурата, живописот и иконописот на црквите и манастирите во Преспанско, Пелагониската и Австралиско-новозеландската епархија, во негувањето на македонскиот јазик и зачувување на автокефалноста на македонската црква. Управуваме со оваа епархија и со Австралиско-новозеландската епархија в година веќе ќе биде 30 години и 6-7 години со црковните општини кои се епархија сега во Европа. Се трудевме, но со Божја помош и се успеа се што е направено од верниот народ, исто така свештенството, монаштвото, ѓаконите и така натаму, црковните одбори при црквите и настојателите во манастирите се разбира. И таа грижа за градбите на црквите и манастирите, потоа грижата за пастирската дејност од страна на свештениците и монашкото живење на монасите и монакињите во манастирите, на дело се покажува со тоа што имаме во нашата епархија околу 60 парокии. До денес, за време на нашето архипастирствување, се изградени повеќе од 150 цркви и манастири во оваа епархија, Преспанско-Пелагониската, во Австралија околу 16 цркви и манастири и исто така во Европа 2 цркви и манастири кои беа и основани и 4 црковни општини што се формирани во текот на нашето управување претежно во Германија, а во Австралија се новоосновани 13 црковни општини, што се однесува пак до издавачката дејност во нашата епархија. Скромно можеме да кажеме дека започнавме со една книжка Раскази на еден поклоник и еден катехизис за семејствата со наслов Бог е жив, кој што е првиот преведен катехизис на странски јазик на македонски јазик. Во текот на нашето управување основано 3 списанија, од кои 2 се популарни. Во оваа епархија едното е Вистина од 92 година, а од 96 година 8 ден во Австралија, а пред тоа како уредник бевме на списанието Воскресение, архиепископско списание. А по прашањето на издавачката дејност исто имаме тие што се вели како капитални богослужбени дела на нашата црква, 12 минеи, постниот и цветниот, триот,
ирмологијот исто така и октоихот од 1 до 8 глас. Сметаме дека не може никој понатаму да го оспорува нашиот јазик, ако веќе сме ги превели богослужбените книги на кои секојдневно се богослужи во нашите цркви, како во Македонија, во епархиите во Македонија, во Републикава наша, и исто така и во диаспората. Исто така можеме да кажеме дека во богословијата секогаш сме испреќале доволен број според потребите на епархијата кадри, така што повеќе од 130 завршени богослови се од нашата епархија, ова Преспанско-Пелагониската, и повеќе од 120 студенти на богословскиот факултет. Започнавме едно дело кое сметаме дека ако е Божја волја, наследниците што ќе дојдат и да го довршат, тоа е храмот на сите македонски светители во Битола, кој е во темелите и над земја повеќе од 10 метри изграден, и таму има 2 мали цркви, за да отпочне духовниот живот, односно тука да се создаде култот на првата христијанка во Македонија, Света Лидија, на која и го посетивме тој првиот храм, и другиот храм е на Свети Атанаси, големиот теолог на православната црква. И на крајот да кажеме со 2-3 збора дека не нам се тоа што е направено, Господи, туку на Твоето име славу. Дојде времето и на владиката Петар да застане пред вас и малку да се пошегуваме, да ни ги доизвади душите после толку чекање, после толку време. Еден свет патриарх рекол, свештените лица кога зборуваат, до 10 минути свети се, а ако зборуваат од 10 до 20 минути, не се свети, вори спаѓам јас. А ако вели зборуваат повеќе од 20 минути и таму спаѓам јас, тогаш свети се тие што ги слушаат. Па еве добро, и јас и вас да ве направам свети, да мора да ме слушате уште. Дозволено било според протоколот до 7 минути да зборувам, ќе се трудам да биде помалку. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Свети апостол Павле вели дека не е достоен да се нарече ученик Христовот и агонал Црквата Божја, и јас не сум достоен да се наречам митрополит Петар, оти не сум направил толку колку што требало да направам. А сега, со ова што ми е возложено и тоа што сум се потрудил, како свети апостол Павле што вели, дека тој не може да се нарече Христов ученикот и гонел Црквата Божја, ама вели, откако станал христијанин, дека повеќе од сите апостоли се потрудил и објаснува. Не јас, благодата Божја што е во мене, така и јас можам да кажам, од аспект на личност, дека нешто ако е направено добро, не е мое. Тоа е благослов Божи, тоа е дело на благодата Божја која е во мене, браќа и сестри. И во тој дух сакам да кажам дека светиот апостол Павле исто така вели дека ние ништо не можеме да направиме без Бога. Би додал јас уште еден збор, ништо добро не можеме да направиме, а лошо можеме да правиме. И очигледно дека, што се однесува до наградата за која се споменува, јас би ја поделил на 2 дела. Првиот дел е дека ова награда припаѓа на верниците
во епархиите во кои јас како владика, односно ние велиме за владиците, сме надлежни, а тоа се верниците со црковните одбори, тука се монасите со настојателите, монахињите, свештениците, ѓаконите и сите во ова австралиско-новозеландската епархија, во европската и да не ги заборавам македонците во Преспа под Албанија, каде што направивме таму 7 цркви и исто така таму ги осветивме тие цркви што беа, но зедовме 13 деца од таму во богословијата и на богословскиот факултет и свештениците што таму ја извршуваат службата, ја извршуваат на македонски јазик. И тоа е најбитното за нас, дека во Албанија мисијата на Македонската православна црква се извршува на македонски јазик во црквите и манастирите. Што значи наградата не ми припаѓа мене како на личност, на владиката Петар. Им припаѓа на верниците во епархиите, што ги спомнавме и на оние во Мала Преспа. А што како на личност на владиката Петар му припаѓа? Она што рекол свети апостол Павле. Со што ќе се пофалам, освен со слабостите своји. А за моите слабости сите знаете. Критиките против мене, нападите, сето тоа, сигурно благодарам на тие што ме напаѓа, што така се однесуваа кон мене, оти сигурно, ако така не се однесувале, сигурно ќе сум направил јас некои многу поголеми грешки и гревови, а вака малку сум се спасил од тоа, бидејќи сум бил предпазлив да не влезам во стапицата на нападите. Што се однесува пак до она за кое се кажа некои дека сме биле секуларна држава, прво за сите што доволно не го разбираат тој збор секуларна држава. Секуларна значи држава или народ кој е посветовњачен, односно станува светски, не свет, светски, од овој свет, белосветски поточно речено. Жално е констатацијата да го наречете овој народ и ова држава, Македонија, која 30 пати е спомната во Библијата и Стариот и Новиот Завет, како Македонија, која е света земја и да ја правите световна, жално е. Жално е да ги кажувате и да ги споменувате светителите, кои што тие всушност се основата на нашето постојање. Почнувајќи од свети апостол Павле, кој го проповедаше словото во Македонија, Света Лидија, првата македонка и првата, може да се рече, европејка, христијанка, свети цар Јустинијан, македонецот, свети Кирил и Методи, и уните свети ученици Климент и Наум, една забелешка на училиштето што уште стои со име Климент Охридски, и тоа е посветно јачување. Ве молам, председателот и останатите сите што се надлежни за таа работа, градоначалникот и останатите, да се заложите да го ставите тоа свети на Климент Охридски, од тие свети, како што е свети како што се свети Кирил и Методи, и таму беше Ким, сега не е Ким, туку Ским, свети Кирил и Методи, и дури Јустинијан, први факултетот, односно втори факултетот за правни науки, и тој носи име свети Јустинијан. И свети Климент, универзитетот во Битола е свети Климент, затоа и ова. На Прилеп не му личи нешто да не е свето. Ве молам, за прилепчани, е тоа факт дека кога стана владика, дојдов тука и реков, толкава вера, како што рекол Христос во Израелот не видов, како ја што видов прво во Прилеп. Прилепчани, докладавам. И сега рековме дека тоа е она што благодарам на сите, што денеска дојдовте и заеднички вака да се направи оваа прослава.
честитки до сите добитници на 3 ноемвриската награда. Мене најмалку од и оваа честитка, оваа награда која ми е доделена мене како на личност, завршува приказната. Сум ја добил наградата на земјата, немам награда на небесата. Тоа е она што жалам и сведок сум и тврдам и кажувам искрено дека не посакувам награди. И тоа го кажав и на предлагачите, дека не ми е желбата да примам награди овде, ако има нешто горе на небесата да ви е. И затоа, браќа и сестри, мора да признаеме и да кажеме, ништо ние не можеме да направиме. Додавам збор добро без Бога. Се што добро правиме, се е тоа Божјо и му припаѓа на Бога. И ќе завршиме со зборовите. Дали го запазив терминот? Да, тука сум. Со зборовите не нам, не само мене и на другите учесници на наградите, туку Тебе, Господи, на Твоето име, слава му прилега. Амин. Благодарам за мене.